Приказната на Хани за жал почнува многу трагично на улиците на Скопје. Пробуваат да ја вдомат, не успеваат, се уште нели е на улица и на крај некој се одлучува да направи злосторнички чин со тоа што ја пука со пушка со дијаболи и така Хани останува за жал парализирана во задните нозе и така завршува практично во лајка. Случајот не е гонет за жал, а треба да е гонет, затоа што имаме закон кој што нели ги заштитува животните. Се надам дека еден ден можеби сторителот ќе се фати и дека нема да го повтори тоа што го направи на Хани. Меѓутоа Хани, како сите кучиња, заслужува достоинствен живот. И целта моја со Хани е да се вдоми во странство, во посебен дом кој што ќе знаат да се грижат и ќе сакаат пред се, нели, ќе се заљубат во нејзе, меѓутоа кој што ќе знаат да се грижат за животно кое што е со посебни потреби, но и со посебни способности, би рекла, затоа што навистина секој ден ми покажува колку е посебна и колку се отпорни кучињата и лојални кон луѓето и покрај се што поминале. Исто така би сакала да апелирам, освен да вдомуваат од улица, да бидат вгрижувачи, затоа што е многу важен тој мост помеѓу куќето кој што ќе може да се згрижи нели во згрижувачко семејство или дом, за да најде крајно дом. Не секогаш мора да вдомуваме, него може да бидеме посредници, каде што ќе бидеме нели мостот помеѓу земањето и вдомувањето и тоа навистина спасува животи. Ние кога го видовме, веднаш се створи една хемија меѓу нас двајцата и нашето семејство со ова кутре и веднаш го засакавме и затоа решивме да го вдомиме, особено затоа што неколку години не било вдомено. И ние како луѓе имаме можности да купиме друго кутре и така натака, меѓутоа сакаме да ја продолжиме мисијата што ја води Лајка, значи да се вдомат кутрињата што се наоѓаат на улица и што се бездомни. Еве лично за мене и мојата приказка со Ања, намерував да вдомам куќа веќе полого време. Направив еден круг да видам што други куќенца има од Лајка таму моментално донесено и само што се вратив повторно се истото. Ми рипна на мене и едноставно јас бев пресечен и знаев дека ќе направам се што можам, се што треба за да можам да ја земам и да вдомам Ања. Едноставно со мене по планини често на трки, планински, бевме на Титовар Sky Race во јуни, меѓу 150 трчачи, она беше едино куќе што ја заврши трката. Да, и едноставно презадоволен и пресеќен што имам нов член на семејството. Ова е Мако кој е штитеник на стационарот Лајка, за кого се надеваме дека ќе се вдоми и секогаш вдомувајте, не купувајте, бидејќи вдомувањето е најблагородна работа што може да ја направите во животот, добивате безусловна љубов за цел живот.